Копната автобуска несреќа кај селото Ласкарци зеде уште една жртва. Денес на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје почина 19 годишна девојка патник во автобусот. Девојката претходно беше оперирана и беше ампутирана ногата, но за жал не успеа да победи во борбата со повредите. Со неа бројот на жртви достигна 16. Несреќата од 13 февруари се случи на автопатот Скопје-Тетово, кога автобус на компанијата Durmotours од Гостивар излета од патот. Истрагата за сообраќајката покажа дека неисправноста на сопирачките и брзото возење се причини за несреќата. Сопирачките биле неисправни и иако тоа било утврдено на технички преглед, автобусот добил дозвола за работа. Дополнително е утврдено дека е манипулирано со тахографот и не се покажувала реалната брзина на возење. Судот минатата недела одреди притвор за 3 лица, домашен притвор за 2 и мерки на предпазливост за 2 осомничени лица. Ќе се гради пешачка патека од клучката за Брвеница до влезот на Седларце. Градоначалникот на општина Брвеница Инвер Пајазити вели дека се наметнува потребата од ваков проект, бидејќи на таа релација често поминуваат луѓе кои одат на работа во тој дел, како и велосипедисти. Веќе тоа е потреба, ние сме свесни сите дека и очевидци сме дека од Брвенца па до град многу има велосипедисти што идат дали на работа или други активности, а има и пешаци. Има неколку фабрики тука близко во близина и тие вработени или пешки или со бицикли патуваат. И за жал имавме и скоро една сообраќајка кој погина овај велосипедист и така да веќе настана потреба и ние веќе имаме овај нарачено проект од клучката, значи од клучката до влезот во Седларце, од десна страна ќе се изгради патека и бициклистичка и пешачка патека, воедно цела ќе биде осветлено, значи да биде више како шеталиште на вечер или па за бициклизам и така натаму. Со почетокот на пролетта започнуваат и активностите на општина Брвеница за засадување дрвца и чистење на улиците, а истовремено течат работите за промена на сите улични светилки. По 5 мај, кога ќе завршат председателските избори во земјава, ќе се реализираат и повеќе инфраструктурни проекти. Ние обично овој зимскиот период поќе сме фокусирани околу овој зимското одржавање. Ова година така, може немало некоја јака зима, меѓутоа ние како обично со село Горбуница стално имаме активности, ево и најновиот снег што падна сега, нашите екипи беа на терен и како да е, добро поминавме. Сега нормално после тоа почнавме со чистење на улици, едно друго, исто почнавме со садење на дрвца по низ цела општина ќе се садат и почнавме реализација на проектот што беше објавен јавно-приватно партнерство за смена на уличните светилки од живини на лед. Веќе од влезот во Брвеница до скоро до Милетино по главниот пат са сменети, низ Седларце ево при крај и продолжуваме во другите села Милетино, Теново, Радиовце, Блаци и така натамо. Почнавме во Теново активностите со Евено што сме ги започнале прошла година за дислокација на столбовите за среден и висок напон и тие сите се сменат и се става подземна инсталација, се дислоцираат фактички сите столбови. Тоа е еден исто од проект што е веќе со Евено договорено до 2022 низ цела општина да бидат дислоцирани овие електричните столбови. Ние исто така очекуваме сега да завршат изборите до 5 мај. Немаме и законот не дозволува за објава на нови, да кажемо, тендери или јавни набавки. Веднаш после тоа имаме аплицирано во платежна, очекуваме, имаме 3 проекта. Еден е овај патот низ од Шелопек,
Еден е патот низ Милетина до Блаце и радио се прошла година го изградивме до пола, сега ова ќе биде целосно завршен. Градоначалникот Пајазити вели дека имаат аплицирано со готови проекти на повеќе повици на неколку министерства, пошто ќе започнат со нивна реализација, зависно приоритетите што се предвидени. Некогашниот олимписки шампион во борење Шабан Трстена денеска го поседи Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Учениците слушнаа за неговите успеси, кои како што рече ги постигнал првенствено поради голем труд и работа. Спортската легенда Трстени им порача на учениците дека за да го достигнеш врвот во секое поле, пресудна е волјата. Тој на 19 години го доби олимпиското злато благодарение на упорноста. Чекорел по патот до успехот, иако потекнувал од сиромашно семејство, но и мала и сиромашна земја. Зашто ништо не е чудо во светот. И јас сум еден спортист што од ова земја сиромашна дојдав и се направив една голема историја во светот. Као што знаете дека сите титули го донесав тука во мојата земја, што нема ни Кина ни Индија нема олимписки шампион. Замислите, Кина е 1,5 милиарди, колку е Индија, а нема тоа резултати што имам јас и што донесав, или Македонија нема тоа. Затоа секој сон, секој дете може да постигне. Само има еден услов. Мора да биде дисциплиниран, мора да има волја, мора и да тренира, да жртвуваш. Без жртвување не може човек, не може ни еден да постигне еден голем спортски резултат во ова планета. Вие што сте жртвувале за да го постигнете? Па види се, јас сум жртвувала многу, не малце многу. Освен што идав една сиромашна фамилија и без услови, некој мисли дека условите се прво што може да дојдат до светско резултати. Не, бидете сигурна, јас сам еден, еве јас пред вас, не ми е што зборам вакав, зборам цел живот, пред вас јас не сум имал услови. Ама сум имал воля, сум имал срце да тренирам, да жртвувам. Замислите, освен имам 19 медали, имам све титули, све признања од цел свет. Јас сум најмлад олимписки шампион и денеска. Замисли, од 1986 олимписки игри кој почнува, јас сум и денеска рекорд. Ниеден не го освои со 19 години. Значи, дека треба многу жртвување. Освен ова што сум жртвувала, што сум скинал по 12 кила. Замислите, не е само вика златен медал, олимписки шампион. Не, за да дојдам таму, ја прво требаше жртвување со себе, да се борам со себе. Да симнеш ти од 64 кила, да симнеш на 52, тоа е голема жртвување со себе прво. Па после, кај се бугарите, кај се русите, кај се американци, иранци, тоа е големи спортисти, тоа е голема држава, што цела држава. Ние немавме тоа сила, него јас имав тоа воля, имав желба да станам као што се тие големи светски држави. Затоа без жртвување нема резултати. Без жртвување не можеш да стигнеш до олимписки врв. Рече Трстена. Тој беше во поседа на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово, по покана на раководството од оваа образовна институција. И нашата желба беше да го донесемо најголемиот спортист меѓу големите од овие простори, да ви кажемо дека и од овие простори може некој да го освои светот. Трстена, освен што е спортска легенда, е и голем хуманист. Јас бев одговорен за да ги координирам работиве во Речица. И по таа голема хаварија, одсеченост на тоа населено место, немаше ни струја, немаше ни се, немаше ни ништо. И куќите, стотици куќи беа со нанос покриени и исполнети. И еден ден наоти да ги координираме работиве, дојдоа некој рекол дека се дојде на група на доброволци кои што сакаа да работат, да ги чистат куќиве наносот надвор. И јас веднаш да ги почестам да одам кој се што и одам во една од куќите кога гледам господинот Шабан Трстена со 15 луѓе дојдени, со каци, со лопати, со се. Рекол, господин Шабан, вие сте? Да, река, јас. Па, поверете, рече, дојдов тука неколку дена да го дадам мојата општествена одговорност за овој дел од
gradot и за тоа што е нанесена оваа трагедија за градот. Рече Ахмет Чазими, раководител на секторот за јавни дејности при општина Тетово, кој присуствуваше на денешното предавање на спортската легенда Шабан Трстена. Учениците по повод посетата на спортската легенда Трстена во нивното училиште се представија со неколку музички точки. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер во периодот од 23 до 1 часот спровеле акциска контрола во угостителски објект лоциран покрај автопатот Тетово-Гостивар во атарот на Тетовско горно седларце. При контролата во објектот биле затекнати 12 женски лица, пејачки и танчерки, од кои 7 од Република Албанија и 5 од нашата земја. Сите биле лишени од слобода. Странските државјанки на возраст од 19 до 31 година најпрво биле задржани во полициската станица Тетово, а потоа предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. На Тетовското подрачје вчера регистрирани се и 2 сообраќајни несреќи. На локалниот пат во село Боговиње околу 12 часот и 20 минути трактор без регистарски таблици управувано 67 годишниот МД од Боговиње удрил во 7 годишно дете пешак. Повреденото дете било пренесено во Тетовската клиничка болница, а потоа префрлено на скопските клиники. Околу 20 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Волковија се случила несреќа во која учествувале патничко возило Опел Астра со тетовски регистарски таблици управувано од 42 годишната тетовка АФ и мотоцикл Шенке со скопски ознаки, кој без дозвола го управувал 21 годишниот тетовец НЦ. Во несреќата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди. По укажаната помош во Тетовската клиничка болница бил пренесен на скопските клиники. Полицијата соопшти дека биле извршени увиди и се утврдуваат причините за двете несреќи. Продолжуваат активностите на полицијата за откривање на дрога и наркотици во Тетовско и Гостиварско. Вчера од слобода биле лишени 2 лица во Гостивар и 1 во Тетово. На улицата Киро Ристевски Дрнц во Тетово полициски службеници го привеле 60 годишниот тетовец И.А. При преглед кај него бил пронајден хероин, поради што бил задржан во полициската станица за целосно расчистување на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. На улицата Живко Брајковски пак во Гостивар биле лишени од слобода гостиварците СН и ИМ, двајцата на возраст од 32 години. При нивни преглед кај ИМ била пронајдена марихуана. Лицата биле задржани во полициската станица за натамошна постапка. Во Гостивар вчера полицијата регистрира и случај на семејно насилство. 46 годишна гостиварка околу 17 часот и 20 минути пријавила семејно насилство што го извршил нејзиниот 51 годишен сопруг Н.А. од Гостивар. Сопругот, кој подолго време психички и физички ја малтретирал, набрзо бил лишен од слобода и задржан во полициската станица за целосно расчистување на случајот. Нема сообраќајна дисциплина низ улиците и патиштата во Гостиварско, а возачите мижат пред правилата и прописите. Статистиката од полицијата го потврдува тоа. На поширокото Гостиварско подрачје во февруари годинава вкупно биле откриени 670 различни видови сообраќајни прекршоци. Од сообраќај се исклучени 76 возила, од кои најголемиот број биле со истечена регистрација до и над 30 дена, како и технички неисправни возила. Секторот за внатрешни работи соопшти дека минатиот месец на ова подрачје биле исклучени од сообраќај и 112 возачи, од кои 80 без возачка дозвола, над 20 возачи почетници, неколку кои управувале под дејство на алкохол и други. Откриените прекршоци биле санкционирани со законски предвидените поднесоци и парични казни. Во текот на февруари на гостиварските простори се случиле 10 сообраќајни несреќи,
во кои 5 лица се здобиле со телесни повреди, 2 возачи, исто толку со патници и 1 пешак. Жртви немало. Најголемиот број од несреќите регистрирани се во населено место, а најчести причини повторно се неправилно вршење дејствие, недржење растојание, неприлагодена брзина според условите на патот и неправилно пристигнување, извести полицијата. Случајот матка и корупција во политиката која се однесува на двајцата правници во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за времен изборен процес се два нови предмети по кои ќе постапува Државната комисија за спречување на корупција. Претседателката на комисијата Билјана Ивановска на денешната седница истакна дека за двата отворени предмета ќе бараат информации и документи од општина Сарај, односно од АВМУ. Таа истакна дека за случајот матка се одлучиле да постапуваат, бидејќи институциите се прогласиле за ненадлежни. Ивановски истакна тоа е можно да отворат и предмет за случајот со плажите во Струга. Ние будно ја следевме состојбата со матка, меѓутоа вчера слушнавме дека институциите се прогласија за ненадлежни. И тоа нас ни го запали црвеното светло и сметаме дека има тука елементи на корупција, бидејќи општината подолго време не донесува одлуки. И имаме обврска и надлежност да го испитаме случајот и затоа рековме по сопствена иницијатива ќе го отвориме предметот. Во трка со времето и обврските, граѓаните наседнуваат на секакви агенции кои на социјалните мрежи нудат примамливи понуди за ниски цени. Министерот за економија Бектеши вели дека ретко кој граѓанин се информира дали агенцијата поседува лиценца за да организира патувања, а аранжманите ги прават на слепо. Лани биле надправени над 400 контроли на агенции. Обештетени биле речиси 90% од граѓаните кои уплатиле, а не патувале. Поплак има и за промена на програмите за посети и аранжмани кои ни приближно не били исти со понудата. Најавени се измени на Законот за туристичка дејност со цел да се регулираат и санкционираат нерегистрирани агенции. При секое патување потребно ни е да имате програмата по која што патувате, да имате фискална сметка каде што имате платено за туристичката услуга и да имате договор со туристичката агенција дека некаде ќе патувате. Во тој случај нас ни е олеснета работата и можеме да постапуваме. Во изминатата 2018 година имаме 421 контрола, од кои што контроли најголемиот број 90% се по преставки на граѓани и сите, освен неколку, тоа се 5-6 преставки кои што не се целосно завршени, во останатите случаеви туристичките агенции излегувале во пресред и средствата им се враќани на граѓаните. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од 0 до 18 степени Целзиусови. Утре на повеќе места ќе има зголемена облачност и ќе дува умерен североисточен ветер, па дневната температура дополнително ќе се намали за 2 до 3 степени. Температурите ќе се движат во интервал од 1 до 16 степени Целзиусови.